Ова е се, само не е воздух каков треба да дишеме. Вака доктор Мими Кимовска-Христова, педијатар и член на коалицијата Од2 за чист воздух, ја опишува состојбата во главниот град, но таа веќе 4 години постојано алармира и предупредува за зголемената аерозагаденост и штетните последици кои ги чувствуваме сите и на социјалните мрежи и преку еколошките здруженија. Ова во моментов што го дишеме е се, само не е воздух. Мислам, ова во моментов е смог и е збогатен, за жал, со голема концентрација на PM честички, токсични гасови, токсични метали. Според доктор Кимовска-Христова, научни студии докажале дека штетните ПМ честички се причина за сериозни болести, меѓу кои малигни заболувања, предвремени породувања и бебиња родени со мала тежина. PM10 се поголеми, честички навлегуваат во нашиот респираторен систем, значи го вдишуваме тој воздух, но тука некаде заглавуваат, успеваат нашите имунолошки одбранбени механизми да се одбранат на некој начин, но при тоа секако го оштетуваат ткивото, односно го оштетуваат ткивото и целиот респираторен систем. Намалуваат имунолошката компетентност и лесно не напаѓаат бактерии и вируси во тој случај. За PM2,5 частичките би кажала дека се уште поштетни од PM10, бидејќи те навлегуваат во крвотокот. Се толку многу малечки да ја поминуваат таа алвеокапиларна мембрана што ја нарекуваме ние, навлегуваат во крвотокот, ги оштетуваат крвните садови, доведуваат многу често до атеросклеротични промени на луѓе кои што се изложени подолго време на овој воздух, или во најтешките форми овдека спаѓа миокардниот инфаркт и церебралниот инсулт. PM2,5 особено частичките се окривени за предвремено раѓање на децата и за конгенитални малформации кај децата, особено на кардиоваскуларниот систем и на централниот нервен систем. Таа препорачува при ваква алармантна загаденост на воздухот надлежните наитно да